Може би ретко кој од нас има слушнато за тоа што е трициум, односно дека тој е редок радиоактивен изотоп на водородот, а уште помалку знаеме дека во едно од ретките истражувања за трициумот во светот учествува и еден прилепчанец, доктор Маријан Темовски, истражувач во Институтот за нуклеарни истражувања во Дебрецен, Унгарија. Инаку врз нивото на природната концентрација на трициумот во атмосферата влијае според некои истражувања сончевата магнетна активност. Колку таа е поголема, нивото на трициум е помало. Но во 50-тите години доаѓа до огромно зголемување на трициумот во атмосферата поради нуклеарните проби. Од 1963 па наваму со мировниот договор и стопирањето на тие проби, трициумот се враќа во нормала. Но за да се види каква била состојбата во атмосферата пред 50-тите години, пред нуклеарните проби, Темовски заедно со неговиот тим беа на швајцарските Алпи, на 4450 метри надморска височина, каде од ледникот Гренц со дупчење зедоа примероци од длабочина од 30 на метри. Кога има појака активност на сонцето, намалено е космичкото зрачење, значи намалено е производството на трициум во атмосферата. Тоа можеше да се види со таа анализа за последните 2 декади, меѓутоа сега нас не треба многу подолга низа на податоци. И тоа сега го очекуваме со овие истражувања, со ова конкретно истражување што направивме, значи извадивме ние 2 јадра на ледник до длабочина од 33 метри. Со што ќе може понатаму многу прецизно да се користи трициум како алатка за различни хидроложки истражувања. Во пракса многу корисна алатка за да може вие да утврдите резервни на вода, да можете да утврдите мешање на различни води и да издвоите што од тие вредности што ги мерите се природната промена, а што е нешто што е нарушување на таа природна промена. Трициумот своја голема примена наоѓа во хидролошките истражувања, а тоа уште повеќе би се зголемило со овие нови истражувања од швајцарските ледници. Генерално, нормално хидрогеолошко, да речеме, истражување на резерви на подземна вода за експлоатација на подземна вода, една од алатките кои што се користи е утврдување на време на задржување со помош на трициумови, да речеме. Значи, во Македонија ова не е толку вообичаено. Нема нешто многу истражувања правени на оваа тема. Ние изминатите години и во Македонија правевме истражувања, земавме доста примероци од различни места, кои што се уште се анализираат и допрва ќе следат. Меѓутоа се на други места, примереме тука во Унгарија, континуирано се врши мониторинг на концентрација на трициум во подземна вода, за да знаат колку брзо им се троши, да речеме, подземната вода. Темовски од швајцарските Алпи се врати пред неколку денови, а се очекува конечните резултати за ова истражување да бидат готови за околу 2 години, кога конечно ќе се знае многу повеќе за трициумот и влијанието на сонцето врз него.